Почитувани, добар ден. Црвена линија почнува сега, почнува и нова работна недела и веќе на самиот старт имаме жешка тема со која што особено многу сакаме да проговориме со вас. Сакаме да го слушнеме вашето мислење во однос на тоа што во Македонија и во Бугарија стигна францускиот предлог за решавање на спорот. Она што ве прашуваме како црвена линија е што можеме да очекуваме, бидејќи премиерите се уште не ја коментираат содржината. А се разбира сето тоа за да го кажете, треба да се јавите само на 023076677. Тоа не го менуваме и секако, ако сте расположени, посетете на Инстаграм Црвена линија, а еве и зошто. Бидејќи денеска објавивме на Инстаграм анкета на која што бараме да гласате, односно да го дадете својот одговор. Прашањето за денес гласи вака, сега ќе може и да ја видите анкетата. Има ли надеж за решавање на спорот? Се одговара со да и не. Како и да е, ако не гледате, сигурно она што треба да направите, да не посетите на Инстаграм, се разбира, и да одговорите, односно да гласате со да и не. Она што секако ќе го направиме некаде таму по рекламите, ќе ги соопштиме резултатите на нашата Инстаграм анкета. Ете, она за што ќе говориме денес со вас е секако францускиот предлог кој што го добија премиерите на Бугарија и Македонија. Од режија ми јавуваат дека имаме веќе анкетата, за да можете визуелно да видите како изгледаме на Инстаграм. Така, одите на Инстаграм стори, ќе ви се појави ова и се разбира на прашањето има ли надеж за решавање на спорот, одговарате со да или не. И какви ќе бидат резултатите, ве повторувам, ќе соопштиме некаде кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Сега она што треба да направите се знае како и секогаш на 023076677. Брзо да завртите. Сега го ќе подсетам дека треба задолжително да го намалите и тонот на ТВ приемникот, да не биде да велам постојано добар ден, дали се слушаме, бидејќи доколку го намалите тонот на ТВ приемникот и зборувате преку слушалка, веднаш ке се слушнеме. А јас секако, не само јас вас, туку и целата јавност и гледачите на Телма ќе може да го слушнат вашиот став и мислење. Па еве сега прашање што можеме да очекуваме. Можеме ли да очекуваме конечно решение на спорот? Анкетно можам да ве прашам она што ве прашуваме на Инстаграм, секако и тука кога ќе се јавите. И еве што мислите како ќе изгледа овој француски предлог кога станува збор за решавање на спорот на Македонија и Бугарија? Нема што јас да должам повеќе, се знае времето е за вас и одиме со првиот гледач за денес. Добар ден, во Црвена линија сте. Здраво. Здраво, јас одлично ве слушам, фала Богу. Добро, супер. Па вака би кажал, значи, ние немаме потреба да разговараме. Апсолутно немаме потреба со Бугариве, да речеме, за било што. Значи нема потреба. Ја би играл, да речеме, на друга финта, кога би бил тамо ја, да речеме, македонец во Бугарија, у Пиринскиот дел, би се убацил у парламентот како бугарска партија, па макар да го проголтам кледла, ама кога ќе влезам внатре у парламентот, исто така ќе го правам како што го прават браќава Рамковник нас тука, и цело време ќе им правам притисоци на тие што се осеќаат како бугари. Околу Македонија, цело време ќе зборам. Значи, така како партија, ако би влегле тамо баа ги пратеници, тоа добро ќе ги растресе овие. Иначе другачие решење нема, само внатре треба да му влезеш во системот и да го разнесеш. А што се однесува за вакви преговори, ја беше оволку понижења што се случија со држава, би кажал само едно, да се вратиме ние назад пак во сојуз со овие браќата Срби. Оти више нема иднина, оваа држава ќе ја упропастат скроз, ќе мора бугари да се пишеме и овие Рамковниве да ни ја преземат пола. Така да вака како целина може ќе преживееме некако у рамките на една друга држава. Ајде здраво.
Здраво и поздрав и благодарам што еве го скршивте мразот и бевте првиот кој што се вклучи во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате до крајот на ова издание, затоа што време е да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден и убав ден да си имате. Најубав ден и најубава недела секако ви посакувам. Благодарам и вас, убава работа недела. Како го коментирате сега ова со францускиот предлог? Вака, моje мислење. Мислам дека 21. век кој што го живееме и Европа воведува некој спор се, колку е тачно, не знам, вие медиумите знаете тачно кој е предлогот на Франција. Меѓутоа сите медиуми врз основа на симпатиите кон партиите ги превртуваат. Ако има вистина дека нашиот јазик сака да го демантираат, дека потекне од бугарска сорта, тоа е нивна бугарска сорта. Македонец и бугар никогаш не биле исти. Едно да им биде јасно во светот. Не слушаат и знаат македонци. Дека бугаринот е бугарин, а македонецот, ние сме постојни, ќе постоиме. Меѓутоа, ако има предлог и стварно за решавање на спорот, ова влада треба да го отврди. Се знае дека сме ние македонци со македонски јазик, со македонска нација и територија која што си ја поседуваме. А она што тие сакаат да нешто тврдат бугарите, нека го чуваат за Бугарија тамо. Ако мисле дека сме бугари, зашто ни ставаат вето? Нека дадат зелено светло еве бугари. Значи тврдим, тие сами кажуваат дека сме ние македонци, сасвим друга нација од нив. Меѓутоа до владата, не знам кој е спорот за решавање. Ако има таков спор, блокада не ни треба, ние имаме црвена линија во тој сооднос, така да не ни треба. Во однос на политиката. Благодарам и вам што се вклучивте во оваа дискусија. Црвена линија продолжете да гледате и секако за оние кои што следни ќе ги вклучиме во оваа дискусија. Внимавајте на тајмерот 90 секунди, она што го определуваме, затоа мерете си го времето. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро од Црвена линија? Поздрав до вас и до телевизија. Поздрав и до вас. Ова тема денески што ја поставивте, искам да ви кажам, ова тема Македонија не е многу заинтересирана, ќе ви кажам од кој побуди. Сега се работи во Европската земјица. Тие сите 27 земји на Европска земјица треба да изготват званичен документ и дали ќе го прифатат тој документ од Франција. Не да го префрламе ние товарот сега кај нас во Македонија. Ние немаме документ добиено. Тоа што си има добиено членките на Европска земја, ние не сме членка на Европска земја, ли молам, и не е вистина да има добиено во Македонија. Тоа го каже и председателот на владата, тоа каже и министерот на външни работи. Затоа ние само чекаме да видиме кој званичен документ ќе излезе од Европската заедница. Тие треба да ни пратат, за да ние видиме кои забелешки ставиме. Зошто Македонија има црвена линија. Јазик, идентитет, не се разговара. Прво, малцински прашања, не се разговара. Како се разговара кај нив, така не разговара кај нас. Билатералните односи не може во Европска земјица да се расправаат помеѓу Бугарија и Македонија. Затоа јас, нашата влада со министерот би ги поздравил да се држат дипломатски, онака како што беа досега. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Значи, продолжуваме со вас, драги мои, да разговараме на темата дека во Македонија и Бугарија стигна францускиот предлог за решавање на спорот. И она што е се уште факт е дека премиерите не откриваат содржината, но што мислите вие? Што можеме да очекуваме од овој француски предлог? Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Секој добро. Поздрав до Елма. Поздрав и до вас. Никој не е прифатлив Северна Македонија. Предателство. Што може да очекуваме? Очекуваме капитулација. Капитулација. Сите договори и да се подпишат, да се изгласат, за да може Македонија да се откаже од македонштината, како што бара Румен Радев. Ови договори хитно требаше прекинат и вие преговарачи со Драги Георгиев, Османи, треба да одговарат кривично.
Борио Османи, учесник од 2001 година во војната 2001 година за територија, не е за соживот. Борио Османи ужасот 19 милиона криминал направи, треба да се јави Ката Јана Мојаче, криминалец. И он ќе разговара за нашата еднина, за коренот. Лично го слушаме како македонската нација била бугарски корен. Како не му е срам и да троша наши пари се богати и да зборува за наша нација. Ајде и кажеме за него, за албанска партија, за Дуи, уствари, сите не се виновни. Кажеме какви е ние корен од Дуи. Хитно се претине и да одговара овој Борио Османи. Сите ви... Цениме што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не гледате, не е случајно затоа што во текот на ова издание ќе слушаме уште многу мислења околу тоа што можеме да очекуваме и според вас еве како го коментирате овој нов француски предлог. А ние секако ќе ве прашаме и потпрашаме уште едно нешто, ова е секако објавено и на Facebook Црвена линија, можете да го видите и на Instagram доколку не следите на социјалните мрежи, така да гледачот кој што ќе се вклучи, еве прашањето до вас ќе биде кој ќе биде вашиот избор. Имаме 6 опции. Гласи вака: стигна францускиот предлог за решавање на спорот, сега што можеме да очекуваме? Петко вели, не сум го прочитал, Мицковски избори за спас. Премиерот вели исто како до сега, подобро да речам, прашува, јас си отидов. Радев Алехмет вели исто како до сега и курирот да почне да чита. Ете, вие ќе се одлучите која опција ќе ја издвоите, се разбира доколку се јавите и на 02-307-6677. Инаку, факт е дека доколку Софија вечерва даде позитивен одговор за предлозите на француското председателство за решавање на спорот меѓу Бугарија и Македонија, утре веќе се очекува Советот за општи работи на Европска Унија да ги одобри преговарачките рамки и придружните документи за Скопје и Тирана. А јас сега времето ќе го отстапам на следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Значи, јас прво ќе кажам избори за спас. После ќе продолжам понатака. Значи, ова е катастрофа. Не треба ни случајно ништо да се прифати. Ја не знам како може ништо да се прифати. Видите што се случува во Франција. Макрон, па на стаклени нозе. Има јака опозиција од Лепен, што не се случило до сега, не знам од таму која уназад, ајде да не кажем колку години, значи никој подскоро. Што се случува таму? Гледайте што се случува в Бугарија. Бугарија и таму е катастрофа. Све е на стаклени нозе. Не се знае до кога ќе биде овој господинов премиер, што е сега премиер. Народот таму револтиран, така да ја не можам да сетам како можеме да прифатиме вакво нешто, да не дојде у обзир да се прифати. Еве, ние сме сега Западен Балкан, ни случајно во Европа, нити ќе не примат, нити. Ова се игра со чувствата на нашиот народ, на македонскиот, иначе не може ти Западен Балкан формира, а тебе ти викаат да влезеш во Европска Унија. Па тоа не дојде у предизбори. Макрон има кажано, док не влезе Србија, никој нема да влезе. Сега, пошто сите сме у Западен Балкан, ја не знам дали уопште некој ќе влезе во Европа од Западен Балкан. Така да пусто, а сега нема да биде толку мокен французинов, затоа што има и јака опозиција и ќе има, така да овдека сега не сме ништо да се прифати, зашто не дај Боже ако ова се прифати, отидовме ние у вода више, готово. А за нас тука да одлучуват не македонци, ова е стварно срамотно. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Еве и добра насока дадовте, ме потсетивте дека е време да ја отвориме да го отвориме фајлот каде што ги собравме сите коментари на твитерџиите токму на оваа тема. Па еве нешто што се совпаѓа со излагањето на нашава гледачка. Ова е твит на Гоце Марковски кој што вели инстант карма за Макрон по чајничкиот предлог за нашите ЕУ интеграции. Франција во политичка криза по одржаните избори. Но ние секако ќе се задржиме и на она што се вели вклучување на гледач, што е најважно. Црвена линија вели добар ден. Дали се слушаме, намален е тонот на ТВ приемникот? Добар ден. И добар ден од Црвена линија, верувам дека се слушаме. Наш предлог до вас е само таков предлог. Имаме да се намали тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка за подобро да се слушнеме.
Еве, јас ке се обидам уште еднаш. Добар ден. Добро, да не биде дека сама на себе велам добар ден. Сега, она што е важно, ќе ве потсетам, значи, верувам дека и ме слушате, кога го вртите бројот 0230766777, веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот. Зошто? Затоа што ќе нема повторување, нема да имате ехо и одлично ќе ме слушате преку слушалка, а секако и јас. Одиме со твитерџијата Macedonian, кој што еве што твитна на темата француски предлог. Бугарските шовинисти го напаѓаат францускиот предлог како лош. Јас сум уверен дека кога тогаш некој кај нас ќе го потпише. Ние сме ненормален народ. Овие комуњарите што сега смизрат, јас гарантирам ќе легнат на брашното од Макрон. Се случува дежаву. Мицко е груј од 2006 година. А јас, оно што сакам е секако веќе на 0230766777 да се обидам, бидејќи имам чувство дека имаме гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добро. Во продолжение ќе го погледнете прилогот на нашиот колега Огнен Чанчаревич. Проследете внимателно, а потоа се навраќаме на дискусијата со вас. Драфт верзијата на протоколот за спроведување на билатералниот договор за пријателство со Бугарија денеска е доставена до Комисијата за надворешни работи во Бугарското собрание, кој ќе треба да се произнесе по него, а потоа и да се најде пред пратениците на гласање. Што содржи оваа драфт верзија засега не е познато, а нема ни информации дали и за кога е закажана собраниската седница на комисијата. Она што е клучно е што протоколот за спроведување на договорот за пријателство, според францускиот предлог, влегува во преговарачката рамка, нешто на што инсистираше Бугарија, а Македонија го бараше спротивното. Замката е во процедурата, бидејќи протоколот за спроведување на договорот ќе го надгледува Европската комисија, а Бугарија, како членка на Унијата, во секој момент ќе може да даде негативно мислење и преку комисијата да го блокира. Во однос на статусот на македонскиот јазик, за кој македонската јавност е запознаена со бугарските ирационални забелешки, во преговарачката рамка се наведува дека при преводот на европското законодавство на македонски, Европската унија ќе ги зема предвид ставот на Бугарија и Македонија за јазикот преку унилатерални декларации со кои ќе се нагласат своите ставови за ова прашање. Димитар Гочев, пратеник од редовите на Продолжуваме со промени на премиерот Петков, дециден дека ставот на официјална Софија е јасен. Македонскиот јазик е кодифициран дијалект на бугарскиот. Не мога да кажа, българската позиция е ясна, че така ние считаме македонски език за така да го наречем диалект на български език, по някакъв начин кодифициран диалект на български език. Тук много трудно мога да спестя да има каквото и да е отстъпване на българската позиция. Но не знам какво казва документа и не мога да кажа дали това, което казва господин Трифонов е вярно или не. Ако започне изобщо процеса по преговори, във всяка една стъпка България продължава да има вето и по всяко време България може да блокира членството на Македония в Европейския съюз. Од владата за сега молк околу францускиот предлог. Премиерот Ковачевски и шефот на дипломатијата Османи во неколку наврати кажа дека ќе го соопштат ставот откако државите членки на Унијата ќе го соопштат својот став, односно ако евентуално биде усвоен со консензус, а во меѓувреме се анализираат сите точки кои тој ги содржи. Ете, тоа беше прилогот на Огнен Чанчаревич, а сега време да слушаме каков став има и еве што можеме да очекуваме, што мисли нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, црвена линија? Јас мислам дека и од ова нема ништо да испане позитивно за Македонија и македонскиот народ. Така. Не верувам дека на вистина владата не знае што стигнало од Франција. Значи, еден вид дриблање. Нација, толкова денја, толкова да помини времето, да дојде датумот, да не пушта да започнеме преговори и практично пак јово на ново, не дека јас сум јово од македонски род, така и текна афоризмот сега. Значи, не очекувам нешто добро, верувајте.
Еве, според вас, какви позиции треба? Што да правиме ние за да се заштитиме и односно си ги сочуваме нашите најважни интереси? Па, што да правиме? Мислам дека сите можности се исцрпени, да останеме докле доследни, да не попуштаме. Јас сум нашла во една пригода на еден друг медиум, јас сум евроатлантски ориентиран, а не евроатлантски, мислам, јас, моје мислење. Така да во прилог ми е да нема многумина сад ќе кажат не е убаво овој како е зборува, да не речам чешки да добиеме пристапни преговори, датум за датум за да почнеме преговори. Меѓутоа, мислам дека од наша страна, како држава, како народ, се е сторено. Благодарам што сторивте да се вклучите во Црвена линија, останете да не гледате и одиме веднаш со вклучување на новиот гледач. Добар ден. Добар ден, ако се слушаме. Прекрасно ве слушам, одлично, така да и ве повелете. Што да очекуваме? Па вака, ја ми се чини дека сепак треба да бидеме трезвени, да го слушнеме и да го разгледаме добро предлогот што го доаѓа од Франција. Меѓутоа, нема да избрзаме, да кажеме одма него треба да видиме што ќе кажат бугарите и останатите членки на Европската заедница и на крај на сето ние треба да видиме последните кои ќе кажеме дали се сложуваме или не се сложуваме. Но сепак мора да ги почитуваме нашите црвени линии со кои што ние имаме кажано дека јазикот, името, културата, историјата нема да бидат чепкани, во тоа нема. Затоа што секој народ има свое право да се определи онака како што се чувствува. Ако бугарите мислат дека сме ние дел од историјата, односно од дијалект на нивниот јазик, зашто кога не делеле, не поделиле на три дела? Не дале на една држава, дали ќе биде тоа Бугарија, Грција или Србија, и тоа да бидеме дијалект на таа држава. А во овој начин апсурдно е да некој мисли дека сме дијалект на некоја друга држава, а ние сме еден народ, но за жал поделени, разделени, што се вика не расплака и не доплака. И затоа мислам дека сепак нашите политичари треба до крај да се завршат. Го цениме вашето мислење и тоа што се вклучивте во Црвена линија и вам ви порачувам останете до крај да слушаме што ќе кажеве, например, следниот гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме добро. Добар ден од Црвена линија. Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот и дека зборувате преку слушалка. Знам дека го повторувам тоа постојано, но тоа е единствениот начин за да се слушнеме добро во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, секој е добро. Па еве, што мислите, што треба да очекуваме? Што треба да очекуваме? Ме слушате? Да, продолжете си. Да прашам, ме интересира до кај мислит владава да ој со скапотиве и со невработеноста? Да се вратиме на темата. Еве зборуваме за францускиот предлог. Што мислите вие? Какви позиции треба да земеме? Како го коментирате францускиот предлог? Дали се слушаме? Се уште сте на линија? Добро, да не изгледа дека зборувам сама со себе, верувам дека следниот гледач кој што ќе го вклучиме на 023076677, држете се до темата, значи она за што зборуваме дека и во Македонија и во Бугарија пристигна францускиот предлог. Премиерите не ја коментираат содржината, но секако вие ќе коментирате што ние треба да очекуваме од овој француски предлог. Добар ден, Црвена линија. Здраво, се слушаме? Да, одлично ве слушам, повелете. Кратко јасно би зборувал половина час. А вака е работата. Историскиот факт е нашите родители, нашите дедовци и да не враќам назад. И источниот сосед си ја знае историјата, ама не си ја сака. Слободна е нашата, не е та слободна, ама наводно е слободна, а нашата историја е највредна во Европа. Основа
А тие што ја поддржуваат од Запад, немат таква стара историја, исто имат дури помалку историја од името Булгарија, Българија на монголот Чингис Хан, и затоа се против нас. Значи хибриди фактички за мене се сите тие. Само Италија ја признам, бидејќи го има градот Рим, Римската империја, и тука е втора историја по вредност после македонската во Европа, а македонската е пошироко од Европа. Значи, во политичка не, него историска агонија се источниот сосед. Агонија. Тргна да запоследнат нашата највредна историја. Не може да се случи. Не може никогаш да знаат. Сум бил таму 2 пати во лето, секоја година, до кога рекоја дека 90 секунди е времето за излагање и благодарам што се вклучивте во Црвена линија. И веднаш случуваме гледач да видиме како ќе го коментира овој француски предлог. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Македонија и ово што очекуваме треба да се ови договори да се бришат, да не се почитуваат, преведејќи ова влада вестичка што договара се и подпишува само да се спасе и да се задржи на власт, уште да се богати од народните пари. Тоа е, за ако дојде до промени, треба да одговарат и да ги враќат и парите. Кредити, 8 милиарди пари, се у нини джепови се. Не нини сметки. И затоа очекуваме да се овои договори, значи, да се бришат и да може да се бришат, да не договарат и преговори да се прекинат. Ово не е случајно, ово е се договорено и до бугарите и османи исто од Конгото, исто од Продова за голема Албанија. Тие договори се штетни и опасни за Македонија. Кои са ови едно зборот зло прават, само ветуват, лажат, немат срамни очи, ни перде, ништо. Не е важно, и само власта е важна. И уни са парите, уни, а на народот нема, сиромашите гледа тие. Тоа го Мицкоски убаво, му даваме поддршка и се виде на митинко како река народ го поддржува. И треба да Благодарам и вам што искористивте можноста во 90 секунди да го кажете вашиот став. Денес говориме за францускиот предлог и веднаш да слушнеме што следно ќе каже нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Се надевам дека се слушаме. Вие сте во Црвена линија. Еве ќе се обидам уште еднаш гласно, јасно. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, секој е добро. Повелете. Дали се слушаме? Да, повелете. Значи, стигна францускиот предлог. Така. Да. А каде е, дали е објавено од ваша страна на Телма или од Ковачевски премиерот, од Бујар Османи министерот, па да видиме што се нуди таму. И премиерите на двете држави се уште молчат за содржината. Не, да видиме ние што се... Така, јавно да се објави, добро. Јавно да се, па да се дискутира. Иначе, вака ви е промашена програма. Значи, за нешто да дискутираш, треба да видиш за што дискутираш. А не во фиока скриено, а да дискутираш. Па не знаеме не за францускиот предлог за решавање на спорот. Каде е францускиот предлог? Кога не е објавен во македонската јавност на македонскиот народ. Зашто да дискутираме? Дали се слушаме? Да, продолжете, не ви влегувам во вашите секунди. Не влегувате. Зашо да дискутираме кога не е објавено? Значи, темата ви е промашена. Добро, тоа е ваше мислење, благодарам и за тоа. И секако, еве, искористивте некаде 90, да, добро беше 90 секунди, а јас еве ќе ги потсетам сите гледачи да не заборавите на telma.com.mk, особено да се задржите на денешната вест и да прочитате многу повеќе односно какво јаболко може да загризе Македонија со францускиот
предлог е тука, односно, она што е факт е дека за францускиот предлог не смее да се молчи. Црвена линија смета дека горе-долу гледачите, кога ги следат дневните случувања и новите информации, секогаш имаат став, па еве да го слушаме и следното мислење на нашиот нов гледач. Добар ден! Добар ден! Видете, решение Македонија може да најди на следниот начин. Прво, цел народ во цела Македонија по сите улици да излези да блокира се и се што. Зошто го викам то? За да не избегаат издајниците. Оти на то се оди. Второ, французите прво во уставот нивни да си ги метнат малцинствата и да ни дадат пример на нас како то се прави, исто и бугарите да го направат, да си ги метнат малцинствата во уставот и да ни кажат како го направиле тоа, и ние не знаеме. И тогаш ќе седнеме на маса да преговараме за другите работи. Што се однесува за историјата, што ние барат бугарите да не веруват, дека ги прашаат другите држави околу нас пошироко, тие нека ја дадат дефиницијата за историјата. Нашите предавници што преговараат, пак ќе речам подхитно, да им се спречи границата да не избегаат. Работава е зоврена. Нема да мисля дека така вака. До вчера беше све во ред, сите 27 колку се држави европски, беа согласни, само Бугарија вие постава. Од денеска вика сите наново да се изјаснат. Значи, министерот за надворешни работи и тој и другиот за... Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е времето за секој гледач, а секако и вам големо благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, повелете. Лесно е да се одираме у гради и да се правиме тарзани на мртви германци. Така има да изрека. Дека мој татко се многу борија, ноше на мртвога германца ноше вадија. Така и ние сега. Од сите страни сме притиснати и некои овдека сами продава храброст и патриотизам, а имаме проблеми еден куп. Знаете, мојот став беше уште пред многу години кога почна овој циркус од бугарите, да си прифатиме комодно од 40-та навака и да си молчиме, да се чутиме, да не се маваме многу гради, зашто ќе отвориме многу прашања на кои немаме одговор. И самите ќе се наместиме како не ни е место. Сега, дали ако го одбиеме францускиот предлог, ќе го запреме стампедото за бугарски пасоши, сакам сите да ги прашам? Не, ќе го зголемиме дупло. И сега наместо од една работа да имаме добро, да бараме чаве, ние ќе си направиме уште полоша работа, тоа дека ќе го зголемиме бројот на бугари во државата. Од економски причини, знаете, ќе бидам саркастичен. Значи, од економски причини, дупло ќе се дуплира бројот на политичари, економисти, граѓани кои ќе земат бугарски пасоши. Тогаш, што ќе преговараме со бугарите, кој ќе дојде реалноста дека сме ние Западна Бугарија? Значи, затоа ладни глави, да не подлегнуваме на манипулации на нашите стручњаци кои... Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со следен гледач. Драго ми е, ви има во голем број. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден и вам. Секој е добро. Македонците не сме од 43-та создадени, без предци наши, како што овој брдњан е сигурно, тој нема предци. Него некој го создал во јајце 43-та и од тога што и постои. Нема тој предци. Без корени е тој. Затоа може да биде и Југословен, и бугарин, и грк, се може да биде. Пошто нема предци тој. Некаде го чипирале, го клонирале во јајце и нема предци. И тој вртиката е. За него се може да биде, еј. А ние македонците од Македонија имаме предци. Пишани во Библија, генетски докажаја. Што мислите за францускиот предлог? Ајде тоа да слушам. Јас сум македонец, нема бугари во Македонија, нема ни бугари во Бугарија. Ова е македонски полуостров, ова е Македонија со македонци.
Реков, генетски докажани во Мадрид и во Швајцарија дека ние денешта генерација македонци. Значи, експерти за генетика во Швајцарија и во Мадрид докажа дека генерација денешта македонци најголем процент имаат гени на древни македонци. И од тука кој сега ќе ми топори тука некој фашист од Франција или од Софија или некој јуда од СДС заев дека сме същи народ. Јас сум македонец, а ви од СДС знам дека сте без корени, без лице, без образ. Вие... Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Јас веднаш ќе речам добар ден, бидејќи верувам имаме веднаш гледач. Го отстапувам времето за вас. Добар ден. Дали сме ние на линија? Да, одлично ве слушам, повелете. Најпрво да ве поздравам, се најубаво. Голем поздрав и до вас. Да, сакам да прашам јас. Вие бесте првата телевизија што ја поддржа промената на името во Северна, кога владата го промени уставот. Од кога вие станате сега Македонија, до вчера бесте Северна? Да ви одземам јас од вашето време, најдобро ќе биде да проговорите за францускиот предлог. Во врска со темата, сакам да кажам ова, дека ова влада ни 2 минути повеќе да не стои во оваа држава, да не ја води државата. Ниту знае да води, ниту сака да ја води оваа држава напред. Колку стои владата, толку оваа држава пропаѓа и пропаѓа. Дали не гледате дека мислите кои ќе излезат, не за 2 реченици да врзат. Се знае колку заат, а не заат и да си заминат ништо друго. Друг спас за оваа земја нема. Пријатно се неубаво. Пријатно и благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одлично, звони телефонот, велам добар ден. Ало, добар ден. Перфектно ве слушам, па повелете. Еден поздрав голем до вас. Голем поздрав и до вас. И се најдобро. Вака сега. Во Македонија и во Бугарија стигна францускиот предлог за решавање на спорот. Што можеме да очекуваме? Ако навистина овој предлог од Франција што е стигнат, а се уште не го знаеме, меѓутоа можеме вака од прилика нешто да насетиме, тоа навистина за нас македонците и на сите не е тоа добро. Европа, тоа не е европски предлог, тоа е француски. Ако е ставот на Франција, тогаш Франција си игра со чувствата на владата на Република Македонија. А владата на Република Македонија игра со чувствата на нас, на сите нас македонци. Веднаш треба да се рече не. Машки никако повеќе нема никакви преговори. Зошто? Ние сме македонци, не можеме да бидеме бугари. Ако ние станеме бугари, ако ние тоа го признаеме, тогаш што сакаме ние европски вредности? И подхитно треба да седнат и владата и опозицијата. Ова е многу чувствително прашање. Европа ова намерно го прави како невозможна мисија, бидејќи има многу проблеми во самата Франција, во самата Европска. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и одиме со вклучување на уште еден гледач. Добар ден. Добро, ако нема гледачи, јас ќе кажам дека ние на Инстаграм, покрај тоа што поставивме анкета, нормално поставивме и опции на тоа, што можеме да очекуваме. Што се однесува до објавата, има ли надеж за решавање на спортот? Гонц има одговорено со не. А од овие опции што ги дадовме, може да видите како изгледа тоа. Згонц вели дека бира опцијата 3, а опцијата 3 е избори за спас. А за мене останува само да кажам дека сега ќе ве одмориме малку со реклами, па се враќаме во Црвена линија со резултатите од анкетата. Повторно со Црвена линија и веднаш преминуваме на Твитер заедницата, бидејќи таму мощно се коментираше на тема францускиот предлог и што треба да очекуваме.
Па еве Александар што твитна на Твитер, вели: француски предлог, без да го читам, по дефолт знам дека е штетен за нас. Од Франција, Англија и Русија, Македонија никогаш арно не видела. Одиме со уште еден твит. Трд Балкан МК, турканици во парламентот, протести, обвинувања, партиски прегрупирања, најави за малцинска влада или пат на кабинетот на Кирил Петков и избори. Ваков е амбиентот во Бугарија по најава на францускиот предлог за кривање на бугарското вето за Северна Македонија. Еве уште еден твит на кој што насловот е: Ковачевски ниту видел, ниту слушнал за францускиот предлог. Ке издвојам уште еден твит на кој што го гледате Макрон, а Оливер Илиев вели: француски предлог, сите говорат за него, а никој не го видел. А сите оние кои што гласа секако во црвена линија ќе можат да ги видат во овој момент и резултатите. Се разбира, еве сега ќе ви покажам всушност како се гласаше, бидејќи на прашањето дали има надеж, еве сега може и да го зголемам, добро, еве црвена линија. Она што гледаме, прашањето беше: има ли надеж за решавање на спорот? Ваше беше да одговорите со да, не. 25% одговорија со да, а 75% одговорија со не. Јас сега, еве вака изгледаше тоа на Инстаграм, а секако јас тука ќе се одјавам и ќе ви посакам убав остаток од денот. Секако не го пропуштете новото издание на Топ Тема вечерва во 19 часот и 15 минути. И што е најважно, останете со програмата на Телма, а јас и вие ќе дискутираме на нова тема утре во истото време. Довидување.